студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9, добро вечер. Ненад Савевски, новиот државен јавен обвинител, од денеска го почна својот мандат, откако положи заклетва во собранието. Потенцираше дека политичките интереси ниту му биле, ниту ќе му бидат важни. Очекува поголема подршка од пратениците, но вели дека не чувствува притисок што беше избран со гласовите на владеачкото мнозинство. Ненад Савевски официјално од денеска е новиот државен јавен обвинител. Со положената заклетва пред собранискиот спикер стапува на функцијата како 9-ти републички обвинител во историјата на Македонија. Најави жестока борба со корупцијата и криминалот, модернизирање и дигитализација на обвинителскиот систем, но очекува поголема финансиска поддршка. Го познавам обвинителскиот состав и верувам во истите и заедно со нив сигурен сум дека ќе ги задоволиме очекувањата на граѓаните во чие име, устав и закон постапуваме ние јавните обвинители. Ќе гарантирам транспарентноста и отчетноста за работата на секој јавен обвинител во секој конкретен предмет. Немал политички товар што само мнозинството во парламентот му даде поддршка за функцијата. Вети дека нема да има селективност и нема да има приоритетни случаи, а за секој ќе се постапува еднакво. Интересите на политичките партии не се предмет на мој интерес, ниту вчера, ниту денес, ниту во иднина. Секој предмет има еднакво значење. Нема да правам приоритети на предмети, се знае само кога има законски основ кои предмети имаат приоритет. Селекција не се прави на тој начин, ниту од кого би бил повикан како да постапам, напротив, има законски регулативи врз основа на кои што секој јавен обвинител постапува. Со преземањето на позицијата, предметите во кои Савевски е главен судија ќе бидат распределени кај други судија, а случаите ќе се вратат на почеток. Во моментов, од високопрофилните случаи во кои тој постапува е повтореното судење на поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, а како втор судија е дел и од случајот со Раде Трајковски-Штикли. На функцијата државен обвинител доаѓа од позицијата судија во Кривичниот суд во Скопје, каде работи од 2016 година, а претходно работел и како јавен обвинител. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Заменикот генерален инспектор во ДЗС потврди дека пред пожарот во Пулс инспекторите на дирекцијата не правеле контроли во ноќни клубови. Годишниот план постел само на хартија, а во извештајот пишувале само една контрола без да наведат каде е направена. Судскиот процес продолжува следната среда. Дирекцијата за заштита и спасување никогаш не добила барање да направи инспекцијски надзор за противпожарна заштита во Пулс, сведочеше денеска заменикот на генералниот инспектор во дирекцијата. Според Живко Ставревски, пред пожарот во Кочанската дискотека, ДЗС не правела контрола во ноќни клубови, а тие објекти не биле ниту во годишните планови за редовна проверка. По 16 март се вршат вонредни инспекцијски надзори во дискотеки и кабареа, вклучително и во Кочани. Се постапува по барање на МВР и други институции по пријава или барање за вршење вонреден инспекцијски надзор, заедно со други инспекцијски органи. Недостигот од инспектори за заштита и спасување во ДЗС влијаел и врз бројот на реализирани контроли. Таков инспектор во Кочани немало повеќе од 10 години, па планот за годишен надзор на објекти постоел само на хартија. Се пишувало дека ќе се спроведе само еден надзор, без да се наведе во кој објект. По укажување на инспекцијскиот совет дека во годишниот план има општини во кои нема инспектори, ни беше укажано секаде да планираме инспекцијски надзор. Па како бројка внесувавме барем еден надзор во тие општини, но реално исполнувањето на таа обврска не беше можно. Судењето за пожарот во Пулс продолжува во среда со сведоштва на тројца вработени во општина Кочани. Обвинителството пак денеска го извести судот дека листата на сведоци ќе ја скрати за 10 мина. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Пакетот законски измени со кои опозицијата бара намалување на акцизата за горивата и ДДВ-то на основните прехранбени производи, но и преполувување на цените за патарини ќе се најдат пред пратениците. Од власта велат дека предлозите на Филипче се несериозни. Пакетот закони со антикризни мерки на СДСМ денеска патува до собранието. Опозицијата предлага намалување на акцизата за гориво и ДДВ-то на основните прехранбени производи, како и преполовување на цените за патарини. Наместо да се свика итна владина седница за донесување мерки, владата се шета во Брисел на прослави, вели Филипче. И кога граѓаните утре нема да можат
да ги платат ниту надуените сметки за струја, кога нема да може да обезбедат ниту една, ниту пола потрошувачка кошничка, како што и сега. Не можат, треба да се сетат дека човекот што е сега премиер беше зафатен со тоа што беше на прослава на 50 години на ИПП. Апелираме на оваа ненародна, корумпирана власт, овие закони да ги прифати, да им се излезе во пресред на потребите, реалните потреби на граѓаните. Навикнати сме од Филипче и СДС да слушаме разни демагогии и празни флоскули, му одговори од ВМРО ДПМНЕ. Горивата доаѓаат од речиси исто место од светот, а ние како една мала држава имаме најниски цени на горивата во регионот и пошироко. Граѓаните од околните држави доаѓаат во пограничните места во Македонија за да полнат горива. Дополнително горивата се намалија за 2 денари поради заложбите на владата со компаниите. Доколку Филипче и СДС беа сериозни во намерите, уште првиот ден ќе поднесеа предлог закони во собранието, а не 3 дена да најавуваат и да свикуваат пресконференции, не баре промовираат концерт на Харис Џиновиќ, велат од владеачката партија. Во меѓувреме, Сојузот на синдикати пресмета дека месецов на 4-члено семејство му треба уште една 500 за да ги покрие најосновните трошоци. Најголем дел од домашниот буџет се троши за јадење и пиење, над 25.000 денари, а во споредба со февруари, сега според синдикатот се потребни 136 денари плюс. Сепак најголем скок од 250 денари има кај транспортот, поради поскапото гориво. Од почетокот на годинава досега, дизелот поскапел за речиси 30 денари. Регионот веќе презема мерки. Владата на Србија денеска ја продолжи забраната за извоз на деривати до 2 април. Ке се ослободат и 40.000 тони дизел од српските резерви. Вучич свика и вонредна седница на Советот за национална безбедност. Се разгледува дополнително намалување на акцизите, откако минатата недела ги намалија за 20%. Словенија воведе ограничување до 30 литри по точење, а Словачка определи повисоки цени за странци. Итни мерки донесоа и Хрватска, Грција и Бугарија. Мартин Арсов, Сител телевизија. Зошто пропадна идејата за законска регулација за алки за насилници? Предлогот беше на ЛДП. Даниел Василев во овие вести. Добро вечер, Маријан. Владеачкото мнозинство втор пат во една година го одби ова предлог законско решение од претеничката од ЛДП Моника Зајкова. Овој пат излегоа со аргументи зошто тоа не го прифаќаат. Дел од забелешките се околу финансиските импликации кои што би можело да го има ова предлог законско решение. Меѓутоа велат и дека ова е кривично правна материја која што влегува во граѓанското право, што во суштина би направило проблем во пракса. Од друга страна, претеничката Зајкова денеска во тема на денот во централниот дневник на Сител образложи што точно предлага со ова законско решение, велејќи дека ова сепак не е ништо ново со оглед на тоа што веќе постои во развиените западни држави, меѓутоа го има и во регионот како во Босна и Херцеговина на пример. Во продолжение ги гледаме деталите. Да. Предлог законот за воведување GPS уреди за насилниците нема да има финансиски импликации, бидејќи такви уреди фаќаат прашина во депоата на управата за извршување санкции. Откако власта го одби предлогот, претеничката Моника Зајкова во тема на денот појасни што предвидува ова законско решение. Овие законски измени предвидуваат да покрај она времена мерка или привремена мерка која што се изрекува за забрана за приближување на сторителот до жртвата, која што гледаме дека често пати се прекршува, беше прекршена и во случајот со Росица, да има и електронски уред или GPS, тоа е алка што изгледа како саатот Малтана, која што ќе алармира на жртвата кога сторителот се наоѓа во нејзина непосредна близина. Зајкова вели дека не се прави ништо за зауздување на семејното насилство, но по секоја трагедија се прават конференции и настани за да се прикаже дека нешто се работи. Потврдуваме во неимплементацијата и непостапувањето и некажувањето на точно лицата кои што го заобиколиле односно не постапиле согласно она што им е дадено како законска или подзаконска алатка. Владеачкото мнозинство пак вели, по ова прашање потребна е широка јавна дебата, но вакво законско решение ќе направи проблем во пракса. Овој предлог отвара суштински правен проблем. Законот што се предлага
е во рамки на граѓанска постапка, додека вакви мерки, како електронски нараквици, по својата природа припаѓаат во кривичното право. Ова значи дека се прави мешање на два различни правни системи, што може да доведе до правна неизводливост и сериозни проблеми во примената. Дополнително, во предлогот се наведува дека нема фискални импликации, што е апсолутно нереално. Во само 2 месеци Сдруженијата за заштита на жените од насилство регистрираа 4 убиства во државата како резултат на родово базирано и семено насилство. Дебатата во јавноста се заостри по последната трагедија во Скопски Карпош, кога 32 годишната Ивана си го одзеде својот, но и животот на својата 6-годишна ќерка, скокајќи од 6-тиот кат. Тоа беше причина овогодинешниот 8-мартовски марш да биде посветен речиси исклучиво на проблемот со семеното насилство, кој според бројките од официјалните институции е во континуиран пораст. Даниел Василев, Сител телевизија. Лидерот на СДСМ вели дека нема да дозволи ситнење на партијата, откако група поранешни високи функционери најавија формирање на нова иницијатива, која очекува да ја обедини опозицијата. Немам ништо против различни ставови и дебата, но нема да дозволам да се ситни СДСМ. Опозицијскиот лидер најави дека ќе биде остар кон сите кои, како што рече, ќе се покаже дека одработуваат за ВМРО-ДПМН. Не е наивен тука. Ние имаме сериозна борба. Ова се вообичаени практики на десничарски автократски власти во Европа, да се ситни опозицијата. Ова не е нешто невидено. Ама ја тоа нема го дозволам. Апсолутно не го дозволувам. Така да, отворени сме за разговор, за принципиелни политики, но за вакви подметнувања, поделби на партијата, не, најжестоко ќе се спротивстава. Реакцијата на Филипче доаѓа од како група поранешни високи функционери на СДСМ најавија формирање на нова иницијатива која очекуваат да ја обедини опозицијата во битката против ВМРО-ДПМН. Во неа, како што објавија тие, место за Филипче и актуелното раководство нема да има. Според нив, да си ја работел Филипче добро работата, воопшто немало ниту да се јави потреба тие да се активираат. Се оградија од Шилегов, но и натаму ниту еден од нив не е подготвен лично да застане зад оваа идеја, па целиот проект лепди на брифинзи зад кои се цитираат извори кои инсистираат на анонимност. Тоа според Филипче зборува за сериозноста на иницијативата која според него доаѓа во време кога СДСМ почнале да растат, а владата да ја изолира земјата. Вратите се отворени за сите, но не на злонамерниците, кои што у периодот кога почнуваме и мислам дека веќе успеваме да ја разоткриеме оваа власт. Каква е суштината на оваа власт? Корумпирана, криминогена и антиевропска. Се што им останува е нас да не ситнат и да не делат. Партијата која 7 години ветуваше Европска Унија утре, денес зборува за реформи кои самата не ги направи, реагираше владеачката ВМРО-ДПМН. Партијата која гурниса правосудството денес држи лекции за владење на право. Партијата која заглави државата денес зборува за изолација. Наместо одговори за тоа зошто не ги реализираа реформите, зошто немаа резултати и зошто ја оставија државата без напредок кон Европската Унија, СДС нуди конфузија и празни тези, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Александар Спасовски, Сител телевизија. Тука е крајот на овие вести, следните се во 23. Имајте пријатна вечер.